Благодарам, господине председавач. Штувана Лазаревска, не е така. Не е така. Прво, 2009 година точно е дека се направи проектот бруто плата, но 2007 и 2008 не по 5%. Имаше зголемување на платите по 10%. Еве, во Министерство за финансии сигурно имаат податоци околу таа работа. По 10%. 2007 и 2008. Така се прави кога се доаѓа на власт. По 10 сте заборавиле. Мислам дека не е во ред. Сте заборавиле. Тука е заменичката министерка. Може да се јави да праша. 2014 година имаше пак зголемување од 5% и почна стампедото од страна на СДСМ, кој што значеше најдлабока до сега политичка криза. Ако не беше тоа стампедо, верувајте, така беше и во програмата на ВМРО-ДПМНЕ, секоја година минимум, значи минимум по 5%. Ако одиме по таа логика или закон на транзитивност, сега наставниците во Република Македонија ќе има акумулативно повеќе од 25% покачена плата. Но вие решивте и одбравте еден друг метод, да не бидете конструктивни, да правите сериозна деструкција во општеството и државата да ја доведете во една сериозна политичка криза. И сега, ако бараме виновници зошто не биле покачени платите во тој период, јас мислам дека најмалку што може да го вперите прстот во ВМРО-ДПМНЕ. Зошто? Вие зборувате за спортски сали, изградба на училишта, реконструкција на училишта. Спортски сали зборува СДСМ. Добро. Тоа е исто како да зборувате и за реконструкција на студентски домови. И вие во моментот се фалите со 3D анимација за како ќе би изгледале студентските домови во студентскиот дом Гоце Делчев, блок В и Г. Тоа е 3D анимација, како сакате да изгледаат. А ВМРО-ДПМНЕ тоа го правеше на друг начин. Тоа и А блок и Б блок. Темелно се реконструира, право идејата. Темелно се реконструира, се стави мебелот, па тогаш се покажа на студентите како ќе изгледаат и се вселија студентите таму. Сега, В и Г блок во студентскиот дом, претходната влада ви остави проект, прва анализа проект, обезбеди средства, ја почна таа темелна реконструкција и вие, добро е, фала му на Бога, го завршивте проектот. Но, од тоа што вие треба да изанализирате, од тоа што вие треба да проектирате и од тоа што вие треба врз основа на тие ваши проекции да реализирате, мислам дека далеку сме од таква една дискусија кога станува збор за СДС и целата коалиција. Што ви остави проектирано и обезбедено средства претходната влада, тоа во голем дел, гледам, во последната година го реализирате. Ваш проект граѓаните на Република Македонија се уште немаат видено. За градинки зборувате. Па тоа исто како во аеродром кога се фалевте со овие две градинки, два објекта, ги отворивте, вика ги отворивме двете градинки во аеродром во Ново Лисиче. Мислам, тие градинки сите знаеме. Претходната влада и најде локација, се променија деталните урбанистички планови, пари се најдоа, беа во завршна фаза, вие добро ги довршивте и пресековте црвена лента. Вие, СДСМ, еве ако колешката Милевка ме поправи, и заедно со коалицијата, да, само ќе ја завршам мислата. Ветивте во аеродром, градинка во Мичурин и градинка во делот на Горно Лисиче кај улицата Тодор Чангов. Јас ќе ја прашам почитуваната заменичка министерка, колку пари има одвоено, барем еве со овој ребаланс, за отпочнување на изградба за овие две градинки кои што вие ги ветивте. Не ми одговоривте за Димитар Македонски училиштето, не ми одговоривте за ветената гимназија во општина Аеродром. Еве сега уште едно прашање за двете градинки во кај Тодор Чанков улицата во Горно Лисиче, се извинувам господине председавач, и градинката во Мичурин. И за студентските домови уште да ви кажам, дали сте информирани, бидејќи вие водите сериозно голема грижа за студентите, внимавајте, наместо на 2.9, каде што вообичаено треба да се вселуваат студентите во студентските домови, знаете ли, колешка Лазаревска, кога се вселија студентите оваа година? На 9.9. Каде 7 дена ќе престојуваат тие студенти од вашиот Охрид, од Битола, од Струга, од Кочани, од Виница, од Берово, кои што студираат во Скопје? Дали ќе мислат на како да ги спремаат или ќе посветат внимание на спремање на испитите, или каде да преспијат, на која железничка постројка или автобуска постројка во Скопје? Или во кој парк?
Тоа е проблемот. Дали знаете дека се уште студентите на диво се хранат во студентските домови, а веќе не знам кој 20 септември. Немаат картички. Тендерот наместо да го направите во јануари, одговорните во студентскиот дом го направиле во јуни, па тој и паднал и сега знаете ли како се хранат студентите во 21 век? Знаете ли како во времето на приватизацијата 90-та година нашите родители што земаа на пишанка бидејќи беа истерани од работа, сега така студентите прават. Ќе појдат на доверба е работава. Бидам принуден да ќе го земат својот оброк, ќе се запишат дека тие се нахраниле во тој период или земале оброк. Срамота. Завршите. Ова во стилот со скинирањето на фискалните сметки. Срамота.